Добар ден, почитувани, ова е најновата Телма амбуланта. Излежувањето под сонце на плажа за повеќето е дел од летувањето. Но при тоа треба да се има предвид дека прекомерната изложеност на сонце е штетна и дека кожата се памети. Има бројни митови кога станува збор за сончањето, што е вистина, а што заблуда кога зборуваме за влијанието на сонцето врз кожата. На оваа тема денеска разговараме со доктор Верче Тодоровска, дерматовенеролог во Дерма Нова. Разговорот следува по рекламниот блок. Многу пати сме слушнале дека треба да се пазиме од сонцето, но за повеќето штетното влијание на сончевите зраци е нешто што се потценува и сметаат дека изгорениците на кожата се составен неизбежен дел на летувањето. Има бројни митови поврзани со влијанието на сонцето врз кожата, односно со сончањето, и токму за нив денеска разговараме со доктор Верче Тодоровска, дерматовенеролог во Дерма Нова. Докторке, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добар ден. Добар ден, благодарам на поканата. Веднаш ќе започнеме со нешто што е дел од секојдневното убедување кога зборуваме за сончањето, а тоа е: солариумот е одлична подготовка за море. Значи, вистина или заблуда, докторке? Иако солариумите се помалку се популарни, сепак и понатаму има луѓе кои што на таков начин одлучуваат да ја подготат својата кожа за плажа, за сонце, и смета дека на таков начин се намалува шансата за изгореници. Па вистина или заблуда? За жал, ова е едно од најголемите заблуди и нешто што е најштетно што може да направите за вашата кожа, бидејќи солариумите користат претежно УВА лампи, кои што донесуваат едно интензивно УВА зрачење 10 до 15 пати поголемо отколку она на пладневното сонце. Значи, буквално вашата кожа е бомбардирана од огромна количина на УВА зраци, кои што пенетрираат подлабоко во кожата, во подлабокиот слој, и доведуваат до оштетување на јадрото. Тие не даваат изгореници, меѓутоа потемнувањето на кожата всушност е одбранбен рефлекс на кожата да го заштити своето јадро од негативните УВА зраци. Со користење на овој тип на подготовка, која што е комплетно погрешно, вие едноставно си заработувате побрзо фотостарење на кожата, побрза загуба на колагенот, еластинот, побрза појава на брчки, хиперпигментација, проширени капилари, и за жал го зголемувате својот ризик за понатамошните години за појава на рак на кожа за 75%. И тоа на сите три најчести типови на рак на кожа, на прво место ставајќи го меланомот како животозагрозувачки. Се смета дека солариумите се всушност вистинската причина поради зголемениот број на случаи на меланоми на нозете кај женскиот пол на возраст помеѓу 19 и 29 година. Замислете, тоа се многу млади лица. Така. Значи, ова е една огромна заблуда. Продолжувам понатаму. Затоа и се забранети во некои земји сосема со закон, например во Австралија, во Бразил се забранети со закон, а во другите европски земји за малолетната барем популација. И следната дилема е поврзана со солариумите и вели: 20 минути во солариум е еднакво на 20 минути поминати на сонце. Сега, дали УВ зраците што ги користи солариумот се исти, послаби или пак појаки во споредба со пладневното сонце, со најако сонце? Значи, многукратно се посилни, претежно се УВА, а на природното сонце имаме и УВБ и УВА зраци, со тоа што интензитетот е многу силен, значи 10 до 15 пати посилен, или ако УВ индексот е во моментов 6 или 7, УВ индексот во солариум ви е од 36. Значи, тоа е интензитетот на штетното влијание на УВ зраците. Немојте да ја подготвувате кожата во никој случај во солариум. Тоа не е никаква подготовка всушност. Никаква. Тоа ви е еден вид, како да ви кажам, голем ризик дури и за животот. Одиме понатаму, вели: средствата за самопотемнување штитат од сонцето. Ова се исклучително популарни препарати. И сега, дали кремите за самопотемнување всушност може да зголемат способноста за заштита од сончевите зраци? Не, и ова е погрешно. Значи, кремите за самопотемнување не содржат во себе заштитен фактор од сонце. Спотемнетиот тен нуди SPF заштита од прилика 3 до 4. Па сега видете, препораката е минимум 30 за да бидете заштитени од сонце. Со исклучок на некои препарати, доколку е декларирано
дека имаат инкорпорирано SPF. Меѓутоа, секогаш препорачуваме SPF препаратите да бидат посебно, да бидат еден препарат кој што дополнително или првично го нанесувате во секојдневната рутина, бидејќи тогаш заштитата е највисока. Значи кремите за само потемнување всушност се само боја? Да. Токму така. Ниедна боја не може да ја покрие остарената кожа. Замислете. Така е. Следната дилема во денешната Телма амбуланта вели: може да се сончаш се додека не изгориш, односно се е во ред додека не се појави црвенило на кожата. Дали е тоа, доктор Верче, така? За жал не е така, бидејќи изгорениците се резултат на изложеноста на УВ без зраците. А УВА зраците не даваат директни последици, во смисла да ви се појави црвенило, па знаете дека сте претерале и тоа и треба да се повлечете, туку напротив и понатаму се изложувате, дури бидејќи УВА зраците, како што кажав, доведуваат до по-суптилни мутации на молекуларно ниво, во самата клетка. И тие мутации се во почетокот, додека сме се уште млади, се репарираат, односно самиот организам ги поправа тие штети. Меѓутоа, со тек на годините, тие механизми за поправка се трошат едноставно и тие штетни ефекти се напластуваат, се кумулираат и во еден момент доаѓа до едно неконтролирано множење на клетките, односно појава на малигно заболување, односно рак на кожа. И затоа обично велиме кожата памти. Секоја секунда на сонцето, всушност кожата ја регистрира и ја запаметува, и тоа го собира на вашата сметка, а сметката ја добивате по 3 до 4 децении, кога одеднаш на вашата кожа ќе се појави нешто во боја, нешто потемно пигментирано, може да биде и црвено, или пак да се појави некој тип на рак на кожа, што е се почест. Поради климатското затоплување, поради зголемениот УВ индекс, поради озонската дупка, поради зголемениот животен век и подолготрајното престојување на отворено. Ако во минатите години најмногу децата биле тие што ја собирале УВ зрачењето го собирале надвор во играта, сега тој процент на акумулација на изложеност на УВ зраците се продолжува и по 4-та и 5-та деценија, бидејќи имаме рекреирање на отворено, имаме вежби на отворено, имаме користење, нели, хајкинг, планинарење, возење велосипед. Секој подолг престој на отворено е сончање. Сончање не е само ако седите на плажа и ништо друго не правите, само се сончате. Значи секој изложеност на сонце, при што се менува пигментацијата на кожата е па, сончање? Па генерално не, секоја изложеност на сонце, затоа што како што кажам, УВА не дава директни ефекти, УВБ фактички ја горат кожата. Сега, ако изгори кожата, сигурно нема да продолжите да. Сега има и такви ситуации кога гледате на плажа и изгорени. Следната дилема е поврзана со тоа, да? Токму со изгорениците. Заштитните фактори што ни овозможуваат, првично биле формирани, биле направени за да ни го продолжат престојот на сонце без да изгориме. Затоа што белата кожа, она најсветлата, гори за 10 минути. Најтемната гори за можеби половина час, 1 час. Меѓутоа и таа гори. Секоја кожа гори. Ниедна не е како да кажам, заштитена на некој начин. Еве сега што ни е следното на ред, да го разјасниме дали ова вистина или заблуда, вели поцрнетата кожа од сонцето, поцрвенетата кожа од сонцето следниот ден ќе стане потемна. Односно дали изгорената кожа е на некаков начин вовед кон потемен тен? Не. Бидејќи посветлите типови на кожа, Фицпатрик е 1 и 2, поготово 1, тоа се оние со црвеникава коса, со пеги или со многу светли очи, сини очи, зелени очи, светла коса, тие немаат доволно меланин во својата кожа и затоа се толку чувствителни на сонцето, бидејќи меланинот е тој што не штити од сонцето, затоа потемнуваме. Меланинот едноставно се распоредува како капа над јадрото и не штити од УВ зрачењето. Кај светлите типови нема доволно меланин и затоа тие немаат заштита и за 10 минути ќе изгорат. Тука нема да настане потемнување. Тие само ќе изгорат и ќе се излупат и ќе заработат многу лоша прогноза за понатаму во животот со ризик за рак на кожа. Потемните типови на кожа, например во нашата земја најчесто се со кафена коса и кафени очи или Фицпатрик тип 3, тие имаат два подтипа. Едни потемнуваат лесно без да изгорат
и одржуваат тој тен, додека други потемнуваат, ама секогаш горат претходно. Така да не ви е гаранција ако изгорите дека ќе потемните. Немојте да горите, немојте да се печете на сонцето. Многу е штетно. Доколку кожата изгори, секогаш ќе се излупи? Да. Тоа е едноставно. Тоа штетена кожа. Тоа комплетно. А велате дека потемнетата кожа исто така покажува до кој степен е оштетена. Тоа е всушност дека е показател за оштетеност. Всушност тоа Онако покажува. што тежнееме всушност кон потемен тен, веќе не треба да тежнееме, значи треба да имаме здрав тен. Треба колку и да користите, да не изгорите, колку и да користите заштитен фактор, пак ќе добиете некој тен, меѓутоа од вашата кожа зависи дали ќе потемните или не. Ако сте во овие првите две групи, никогаш нема да потемните и тоа луѓето го знаат. А ако сте во другите групи, вие ќе си добиете пак некој тен, меѓутоа тој ќе биде поприфатлив и ќе биде здрав без претходни изгореници. Значи штитете се. Поентата со сите овие кампањи е паметно под сонцето. Не да го забраниме престојот под сонцето, тоа си има своји бенефити, меѓутоа паметно. Значи совесно да се штитиме, да не се изложуваме на толку силни, нели, УВА зрачења кои што понатаму се кумулираат и ни носат некој негативен ефект, можеби не веднаш, туку понатаму. Покрај тоа, ако на пример имате подолг престој на отворено меѓу 11 и 16 часот, вие може да заработите и сончаница, може да дехидрирате, значи еве сега колку е топло натак, а уште не почнало летото. Еве уште еден мит поврзан со сончањето, но и кремите кои што содржат заштитен фактор. Вели, добро е да се комбинираат различни заштитни фактори. Например, имаме заштитен фактор 10, па ни останала некоја крема од минатата година со заштитен фактор 20, па Не се се намачкаме и скомбинираме, ќе добиеме ли 30? Не. Заштитен фактор? Не. Значи во тие фактори, значи големината, таа бројка, всушност кажува колку долго време може да останете под сонцето без да изгорите. Зависно од типот на вашата кожа. Ако имате, нели, ако горите за 10 минути, тој број се помножува со тоа време, меѓутоа и ви го продолжува времето без оглед. Секоја од тие креми, еве на пример Светската здравствена организација препорачува 30. Тоа е оптимално бидејќи нуди 97% заштита од УВ зраците. УВА и УВБ, значи треба да пишува broad spectrum, да нуди заштита од обата типа на зрачење и со тоа вашиот престој на отворено е попријатен, ве штити од изгореници, а исто така и од фотостарење на кожата и понатаму од ризикот од карциноми на кожа. Меѓутоа, за 2 часа ставете и стотка, еве има и таков нели број, кој што повеќе од други причини поставен, ќе објаснам понатаму. За 2 часа тој фактор, тој филтер кој што ви ја штити кожата се троши, се абсорбира и веќе не сте заштитени. Затоа мора да реаплицирате. Бидејќи филтрите може да се трошат со абсорбцијата, односно хемиските филтри или како сега ги викаат органски филтри, со абсорбирање на УВ зраците, со тоа ве штитат, нели, да не изгорите, да не настане штета, или пак другите неорганските, односно минералните, тие прават рефлексија, ама и тие се едноставно се трошат, дали со потењето, со активностите на отворено, со облеката и така натаму. Така да не комбинирајте, 30 минимум за осетливите кожи 50, а 100 е наменета за оние што имаат проблем со кожата, имаат некоја кожно заболување, како витилиго, како еве на пример лупусот или други фотоосетливи заболувања кај кои што имаме провокација, иритација на кожата под дејство на УВ зраците. Розацијата исто е многу честа. Значи, за таков тип на кожите, нив или пак имаат така наречена алергија на сонце, за нив е таа стотка, чисто да се каже дека ви нуди максимум заштита. И уште едно ја тука под прашање имам. Дали повисокиот фактор на вистина нуди подобра заштита? Еве, која е разликата помеѓу заштитен фактор 30 и заштитен фактор 50? Па и 100. Значи, заштитниот фактор 30 нуди 97% заштита, а 50 98%. Тоа се вели не е многу различно. Меѓутоа, во нивниот состав, УВ без заштитата е градуирана, односно точно знаеме за колку време ќе изгориме ако ставиме тој фактор. УВА заштитата не е толку калибрирана, туку правилата се во самиот продукт да има заштитен филтер од УВА 1:3. Значи, 1/3 да биде наменета за заштита од УВА зраците. Колку повеќе имаме заштита од УВА зраците, значи повисок филтер
имаме и подолготрајна заштита и од УВА, а не само од УВБ. Според мене тоа ви е како да користите, нели, кога надвор врне, ако облечете јакна со капа, нели ќе бидете заштитени, меѓутоа ако земете и чадор, ќе имате комплетна заштита. Така исто и со ова од сонцето. Значи секогаш користете ја максималната заштита, бидејќи покрај тоа што имате повеќе, според мене, сепак има повеќе заштита и УВА и УВБ, исто така имате на некој начин како значи со таа заштита си го продолжувате, нели, престојот на отворено без да заработите изгореници или било кој друг тип на, нели, ризик за понатаму на кожата. Поштетување на кожата за понатаму во животот. Има ли ситуација кога не ни е потребен заштитен фактор? Еве, ќе ни ви разјасните преку следниот мит, односно следната дилема, вистина или заблуда. Ако надвор е облачно, не е потребно да се нанесе крема со заштитен фактор. Сега, поминуваат ли штетните УВ зраци низ облаците? Да. Да. УВ зраците поминуваат во 80%. И од лично искуство, и од искуство на пријателите, обично знаете да може да слушнете, беше облачно, а јас изгорев. Значи, буквално се пропуштаат тие зраци, меѓутоа не чувствувате толку топлина, попријатно и напротив уште подолго време, нели, останувате незаштитени и заработуваат изгореници. Значи, само 20% се задржани во облаците и исто така... А што е со чадорот? Чадорот 50%. Чадор за сонце? Чадорот за сонце околу 50% штити, бидејќи голем број од УВ зрачењето оди не само директно, туку и со рефлексија од околината. Од песокот, од водата, во град, од бетонот, од асфалтот, имаме буквално осеќате топлина кога шетате низ градот, колку таа рефлексија на УВ зраците на некој начин ви доаѓа и од долу и од горе. Ако сме под сенка на ладовина? Исто така 50% имате заштита. Поентата што е со УВ индексот и облачното време, сакав да кажам, кога УВ индексот е над 3, веќе треба да користите заштита. А тоа обично, еве веќе, нели, пред недела дена имавме облачно време, ветровито, дождливо, беше многу низок. Меѓутоа сега веќе е 7-8 УВ индексот, нагло се зголемува, бидејќи препораките се тие дека УВ индексот кажува колку е интензитетот на зрачењето, односно колку може да ни наштети. Само под 3 не бара заштита, веќе над 3 бара заштита, SPF 30 и веќе понатаму како се зголемува дополнителни заштитни мерки. Со облека, со шапка, со очила, со сенка, со чадорче и буквално со ограничување, нели, кога имаме портокалова фаза, има и ограничување на движењето, бидејќи веќе станува навистина ризично по здравјето. Можеме ли да изгориме додека сме во вода, бидејќи постои уште едно убедување, кога сум во вода нема шанси да изгорам? Да, во оној дел на телото што е во водата. Така, меѓутоа, никогаш не ни е комплетно цело тело во вода или кога ни е, сончевите зраци продираат негде до 40 сантиметри во водата, така да повторно сте изложени. Меѓутоа, што е моментот со водата, со пливањето? Вас ви е пријатно. Не ја чувствувате топлината која што ја носат УВ зраците кога се абсорбираат и затоа подолго време останувате. Дури овие водоотпорни средства за заштита, што се декларирани, штитат максимум до 40 минути во вода. Бидејќи после тоа веќе се раствараат, се истрошуваат на некој начин и сте незаштитени. Затоа треба да реаплицирате или најдобро, ако пливате многу долго и повеќе од 40 минути, земете УПФ облека. Тоа е облека која што веќе станува се популарна, бидејќи времето станува многу потопло, поагресивно е УВ зрачењето, значи која што нуди одреден заштитен фактор, како и кремите што е декларирано колку заштита нуди, така и облеката е специјално направена да нуди толку и толку заштита. Обично дечињата ја користат и спортистите. Еве, велосипедистите, пливачите или пак оние спортови на вода, едриличари, сето оно што е поврзано со подолг престој на отворено, особено на вода, кога имаме и дополнителна рефлексија од површината на водата, не само директно од сонцето. Доктор, ќе може да изгориме по 17 часот? Па генерално зависи каде се наоѓате. Еве зборуваме за плаж, на море, езеро.
Не би покрај требало, базен, така? меѓутоа сепак препорачуваме да имате заштита. Едноставно самата кожа ќе ви каже. Најчесто е попријатно во тие делови од денот и затоа нели UV индексот паѓа и затоа препорачуваме нели тој период од 11 до 16 часот да се избегнува. И овој другиот период пак ќе ви треба некаква заштита, бидејќи сепак сонцето е доста силно. На некој начин мислам таа изложеност на сонцето во тие делови од денот е најпријатна, токму затоа што интензитетот на UV зраците не е толку висок. Ќе ги поканиме гледачите од овој момент да се вклучат во Телма амбуланта во денешната емисија. Гостинка во студиото ни е доктор Верче Тодоровска, дерматовенеролог. Таа ги разјаснува најчестите дилеми поврзани со сончањето во денешната емисија, а секако ќе одговори на сето она што е ваша дилема поврзано нормално со темата на која што говориме. Продолжуваме понатаму. Уште една вистина или заблуда. Ако користиме крема со висок заштитен фактор, кожата нема да стане потемна. Па докторе, ке можеме ли да постигнеме не посакуваниот темно, малку подобра боја на кожата да имаме ако користиме висок заштитен фактор? Секако. Затоа што меланинот малку пак ќе потемна заврши својата работа, ќе имате малку потемна боја. Мислам, не може време да се за тоа вратите потребно? бели од одмор. Бели ќе се вратат оние што имаат бела кожа, Фицпатрик тип 1, како што ви кажав, со пегички, со црвена коса. Сите останати добиваат одредена нијанса, која што според мене е доволна. Мислам, битно е да се штитите, да не се изложувате на ризично однесување тоа. Темниот тен не е преценет според мене, затоа што едноставно со тоа имате оштетување на кожата, значи го забрзувате тој процес на фотостарење, колагенот и еластинот се губат побрзо, се јавуваат флеки, пигментации, проширени капилари и на крајот ризикот за карциноми на кожа си го на некој начин го двоен, повеќе од 50% го зголемувате. Така да тој атрактивен тен во еден мал период во младоста, на некој начин скапо го плаќате, бидејќи понатаму со тек на годините, после 4-та-5-та деценија, ќе видите до што довел тој тен. Затоа велат кожата памти. И најдобрата препорака што велиме 50 годишните жени си ја даваат на себе во 20 годишната јас, нели? Користи SPF, бидејќи само така ќе задржиш подолго време младешки изглед и ќе го смалиш ризикот за карциноми на кожа, кои стануваат се почести, се почести. Следната дилема е разјаснивте, вели на луѓето со потемен тен не им е потребна крема за сончење. Им е потребна, бидејќи тие може да изгорат и со тоа повторно се ставаат во ризична група и секако, добро, сега на генетиката не може да делуваме, ама ова е единствениот фактор на ризик за појава на карциноми на кожа на кој може да делуваме, зошто да не се заштитиме. Дали ова мит, што следно ќе го наведеме? Сончањето ги суши акните. Не, некои имат искуство позитивно. Кога ќе се појават на сонце, акните се повлекуваат или пак се сушат. Индиректен ефект е бидејќи кожата се брани од сонцето, на некој начин имаме задебелување на горниот слој, плюс ова со меланинот, мало потемнување, што дава и оптички поприфатлив, поестетски прифатлив изглед. Меѓутоа, тој моментален, да речеме, месец дена едно подобрување од сонцето, секако и елементот на релаксација и така натаму, дружење, самиот одмор сигурно влијае позитивно, меѓутоа, затоа потоа во септември имаме експлозија на акни. Бидејќи тој задебелен слој на некој начин ги затвара порите и потоа имаме повторно реактивација на акните. Така да за младите кои што имаат акни и во текот на летниот период, многу е битно да користат заштитен фактор од прилика 30 кој е наменет за акнеична кожа, кој што има во себе и активни состојки. Но дури и оние средства кои што се наменети за таква кожа понекогаш знаат да им направат проблем на овие. Не би требало, бидејќи најчесто се флуидни и се некомедогени. Треба правилно само да го изберете факторот. Кога правилно ќе го изберете и ќе го користите и нема да имате нус ефекти, само ќе бидете подобро заштитени. Значи има посебни средства секако, да, за заштита на кожа наменети за проблематична кожа со акни. Може секој да си го најде соодветниот фактор. Значи може да биде во форма на флуид или гел кај помасните кожи, кај комбинираната кожа, па имате антиејџинг во смисла со повеќе хидрирачки компоненти, со антиоксиданци, потоа имате за сувите кожи со повеќе емолиенти во својот состав. Така да буквално секој може да си го најде собствениот фактор и да го користи. Значи тоа е поентата.
Ке ве прекинам, доктор, ке има ли некои болести на кожата кај кои што препорачувате изложување на сонце? Псоријаза, да речеме? Псоријазата, да, со тоа што кај нив таа терапија со морска вода и комбинација со УВ зрачењето, кај 80% од пациентите дава подобрување, кај 20% не. Значи имаме ние посебни УВ лампи кои што се користат како фототерапија или актинотерапија кај одредени заболувања, меѓутоа се користат со претходно одредување на минимална еритемна доза, односно колку може ние да го изложиме тој дел од телото без да настане изгореница и кај одреден број на заболување и дури и кај нив, кога е медицински водена таа фототерапија, ризикот за појава на карциноми, особено од групата на немеланомски, со тек на годините и тој период на изложеност, односно на терапија, носи извесен ризик за појава на овие немеланомските карциноми. Така да дури и медицинската употреба некогаш носи одреден ризик кога се во прашање УВ зраците. Затоа треба внимателно. Кога станува збор за лице со псоријаза, во кој дел од денот би можеле да појдат на плажа, да се сончаат? И при тоа не треба да нанесат никаков крем со заштитен фактор? Значи, препораките се исти. Вие и самата морска вода и УВ зраците ќе си го направат своето. Меѓутоа, не може да се изложувате без фактор, особено во овој период помеѓу 11 и 16 часот. Едноставно само ќе изгорите. Значи, треба умерено и одмерено. Одиме понатаму да разјасним уште една дилема, која што гласи: кремите за сончење спречуваат да се создаде витаминот Д по природен пат. Сега, дали секојдневната употреба на крема за сончење со заштитен фактор всушност ќе доведе до дефицит на витамин Д во нашиот организам? И тоа е една голема дилема. Да, за жал меч со две острици. Дали е тоа точно или не? Значи, вие сметате дека ова е мит? Значи, генерално, витамин Д ни се создава во кожата, доколку кожата не изложена 10 до 15 минути, 2 до 3 пати неделно, 20% од површината на кожата. А тоа е секојдневно. Значи, обично е во овој период, значи нозете, рацете, лицето ни е изложено на сонце. Ретко кој става фактор во урбана средина, освен на лицето, да речеме, како јас, например, секојдневно ставам на лицето, меѓутоа рацете и нозете никој не ги покрива, да речеме, додека е во урбана средина. Така да витаминот Д ќе си го најде својот пат. Тоа е сосема доволно за да се синтетизира во доволни количества. Значи, тоа се клинички студии кои виделе за колку време се создава она количество што ни е потребно. Сепак има дефицит на витамин Д во нашата популација. Имаме и друга приказна. Бидејќи има доста луѓе кои што имаат едноставно рецептори, помал број на рецептори. Значи, тука има и некоја генетика и некои други влијанија. И уште едно прашање. Дали, значи, витаминот Д и да го имате во дефицит, што е многу често, меѓутоа не верувам дека е поврзано со СПФ, бидејќи студиите кажуваат дека дури само 35% од луѓето користат редовно СПФ. Значи, витаминот Д си се создава во доволни количини. Ако случајно имате недостаток, дефицит, имате суплементација. И уште еден момент, витаминот Д помага во терапијата, во третманот на многу заболувања. Тоа е еден хормон кој што буквално делува антиинфламаторно, ни помага во имунолошката одбрана и така натаму. Меѓутоа, дали имате некоја студија која покажува дека редовно користење на СПФ поради што дошло до намалување на витамин се развил некој тип на карцином? Не. Напротив, имате една голема група на студии кои кажуваат дека ако сте изложени незаштитено на сонце, добивате дури како со солариумите, например, кој е концентрат, 75% поголем ризик да заработите карцином на кожа. Така да тие се моите препораки. Доколку видите дека имате дефицит, слободно суплементирајте преку храната. Исто така го создаваме и она нормална изложеност во текот на годината ни го создава нас витаминот Д. Ние на плажа сме колку? 10 дена? 7 дена во годината? Кога сме комплетно заштитени под наводници, нели? Или изложени на сонцето. Така да мислам дека имаме гледач. Ке му дадеме предност, малку почека. Добар ден. Се исклучил гледачот, се надевам дека ќе се јави повторно и дека ќе се вклучи во програма. На социјалните мрежи, особено на TikTok, има инфлуенсери кои што
даваат најразлични препораки кои што се обично неточни, се поврзани со заштитните фактори, со кремите за сончење. Сега се циркулира едно видео каде што еден тиктокер објаснува дека кремите за сончење се канцерогени. Па сега има ли вистина во тоа или не? Дали сте прочитала некоја студија во која е докажано дека се канцерогени? Дали некој развил форма на карцином на кожа затоа што користил SPF или затоа што изгорел на сонце? Значи, буквално ова се докажани факти. Не можеме ние да се подпреме на некој тиктокер кој што, ете, така решил да каже нешто. Значи, мора да има наука, медицина зад било која од тие изјави. Имаше одредени, како да кажам, ситуации во кои што одредени производи и одредени состојки во кремите кои биле најдени во поголема концентрација беа намалени или исфрлени. Меѓутоа, за нив што е докажано? Дека се иританси, дека се естроген дисраптори, дека се потенцијално алергени. Значи, нигде не е докажано дека се канцерогени, дека предизвикале канцер. Не сваќате? Тоа се оние три основни постулати по кои работи Environmental Working Group, која што ги стратифицира на некој начин производите, дали се поволни, дали се добри за користење или не. И во таа, отворете на интернет, ќе видите дека, например, купката за деца има фактор на штетност 8. А авобензонот, кој е една од тие извикани Sun Protection филтри, има штетност, фактор на штетност 2. Зошто? Затоа што купката има содиум лаурел сулфат, која што е потенцијално иритирачки делува, може да предизвика алергија. Значи, тоа се тие некои според кои што се тие стратифицирани. Немаме докажана канцерогеност на SPF факторите. Значи, такво нешто нема. Имаме гледач, ќе го вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака, ме интересира за кремите за само потемнување. Јас користам такви доста често и во зимниот период, па и еве сега во овој, па дали може да ми објасни докторката дали е штетно, дали има некои брендови што се поволни да се користат и нешто повеќе околу тоа. Така, ви благодарам за вклучување. Ова е актуелна тема, Да, кремите за само потемнување. На почетокот на емисијата очигледно гледачката малку подоцна се вклучила. Значи може да ги користат, подобро е тоа отколку солариумот во секој случај. Има добри продукти. Но дали може да се штетни ако се абсорбираат во кожата? Било кој продукт пред да излезе на пазарот треба да помине одредени филтри, одредени испитувања за да може да се користи. Во главном тие имаат некои природни потемнувачки својства и антиоксиданти има највеќе во нив. Така да не очекувам, не сум прочитала нешто дека се опасни и слично, меѓутоа поентата со нив е тоа да не нудат заштита од сончевите зраци и затоа треба да користите повторно SPF. Значи само го добивате тој потемен тен што го посакувате на поздрав начин отколку со користење на солариум или со претерано изложување на сонце. Одиме понатаму, имаме уште една дилема која што вели сонцето може да доведе до создавање нови бенки на кожата, на лицето и флеки. Сега, дали секогаш нивната појава е поврзана со сонцето или не? Во однос на бенките, 60% се јавуваат заради сонцето, 40% заради генетиката. Значи, доколку и тоа обично во детството. Најчесто генетиката е таа што ни диктира каде која бенка ќе се појави и во која мера ќе ги имате бенките. Имам забележано и дека кај пациентките кои што користеле солариум, имаме многу поголем број на бенки на екстремитетите за разлика од сите останати кои што имаат најмногу бенки на трупот и на лицето секако. Значи, бенките се посебна категорија, тие се бенигни израстоци, не треба да се плашиме од нив, меѓутоа треба еднаш во годината да ги провериме, особено на возраст над 18-та година, да речеме. Што се однесува до флеките, односно хиперпигментациите, тие се директно поврзани од сонцето. Значи, буквално, што е хиперпигментација? Имаме насобирање, групирање на меланин, пигментот кој ни ја дава нашата боја, тенот на кожата. Таму каде што дошло до некој оштетување, претерано, да речеме, изложеност на сонце, изгореница, воспалителен процес, или пак сте користеле
лимон, лимета, етерични масла, магдонос. Значи сите оние, тоа се растителни фотосензибилизатори кои што доведуваат до зголемена, како да кажам, пенетрација на UV зраците и можност од инфламација и потоа пигментација. И исто така има внатрешен елемент кој што може да доведе до хиперпигментација и флеки, како на пример мелазмата која е во бременоста најчеста, значи хормоналниот дисбаланс, што може да се случи и кај мажите и кај жените од различни причини. Значи сонцето да, меѓутоа или има подлога или има овој на екзоген фактор во смисла на фотосензибилизатори, некористење соодветна заштита или пак ендоген фактор кога имаме хормонален дисбаланс, едноставно кожата е пречувствителна на UV зраците. Уште една дилема за разјаснување вели само љубителите на сончањето заболуваат од рак на кожата. Дали е ова вистина или пак заблуда? Може ли да добие меланом некој што никогаш не одел на плажа? Едноставно не сака ниту море, ниту високи температури, ниту песок. Значи, генерално меланомот е рак на кожа. Најопасниот, најреткиот, значи можеби помалку од 10% од сите случаи на рак на кожа, меѓутоа повеќе од 80% од смртните случаи од рак на кожа се поради меланом. И меланомот се појавува поради мултифакторијални причини, не знаеме точно, меѓутоа во најголем број од случаите имаме 80% е поврзано со претходна незаштитена долготрајна изложена сонце, особено сончевите изгореници, кои го зголемуваат ризикот за 50 пати, доколку сте имале 3-4 благи изгореници, а една тешка изгореница, значи со пликови, со црвенила, може и двојно да го зголеми ризикот понатаму за појава на меланом. Другиот фактор се гените. На гените не може да делуваме. И затоа многу често во својата амбуланта гледам пациенти, за жал, млади, на возраст помеѓу 3-та и 5-та деценија, кога се најработоактивни, кога се, како да кажем, најубав дел од животот, кои што немаат ниту една бенка, имаат некоја потемен тип на кожа, немаат многу бенки, ништо не може да, ништо нема на кожата, само една темна промена која што всушност е меланомот. Значи тука имаме генетски фактор кој што влијае наједноставно да се појави ова малигно заболување. Зошто се појавуваат и другите малигни заболувања? Со тоа што бидејќи се гледа ова малигно заболување, овој рак, некако луѓето го доживуваат како да не е толку опасно, како да е само флека на кожата, не е ништо, ќе помине, ова не може да наштети, ова е само на кожата. Меѓутоа тоа е погрешно и затоа ги занемаруваат промените на кожата и, например, имаме ситуации во кои пред некој ден доаѓа млада жена која што ја имала бенката, значи меланомот личи на бенка во 80% од случаите бидејќи е темен. Тоа е површно ширечки меланом. Таа варијанта личи на бенка. И тој постепено си растел и сега доаѓа пациентката на преглед кога меланомот е веќе со 1 сантим диаметар. Зошто? Затоа што сметала дека тоа не е опасно само на кожата, а тоа е рак. Што е поентата кај малигните заболувања? Што се шират низ нашите внатрешни витални органи и ни го загрозуваат животот. Па дури може да почнат и од кожата. И за разлика од сите други типови на рак, сите други типови на малигни заболувања, ако го фатиме кога е во најповршниот слој на кожата, кога се уште не дошол до крвните и лимфните садови, комплетно ќе го излекуваме. А може сето да се открие со еден едноследен преглед со употреба на дермоскоп, кој што вие го носите и го дермоскопот? Ова е оптички инструмент, ова е еден вид рачен микроскоп кој што има сопствено светло, се прислонува на кожата и гледаме одредени структури значи буквално под него, дури 1 до 2 мм во длабочина. Значи ова не е лупа. Прегледот со лупа не може да го замени дермоскопскиот преглед. Со дермоскопот можеме да го откриеме меланомот многу рано, уште кога е например 3 мм во диаметар. Не мора да чекаме да стане 6. Ама тоа ќе го откриеме само ако одиме на редовни прегледи, барем еднаш годишно, превентивни. Зошто се викаат? Не треба да имате причина да дојдете. Како што се превентивните прегледи за папот, за ракот на грлото на матката, ехото на дојките и така натаму. Истото направете го и со вашата кожа. Секоја бенка треба да се преглед?
на Значи, кожата? кога ќе дојдете на преглед, дерматологот е должен да ја прегледа целата ваша кожа, бидејќи само на тој начин ќе може да бидете сигурни дека во моментот се е во ред. Бидејќи одредени бенки под наводници кои на пациентите им се сомнителни, и ако на пример ви дојде на преглед, еве оваа бенка мене ми е сомнителна да ми ја прегледате и вака, вика јас ми го мора да го прегледаме целото тело, за да видиме дали таа бенка личи на останатите и да видиме да не во морето на други бенки под наводници има некоја која што всушност ние ќе ја откриеме дека не е бенка, туку е меланом, а на пациентот не му делува така. Затоа што многу често меланомот не го почитува тоа ABCD правило и затоа треба со тие скрининзи да постигнеме што е можно по-рано откривање. Првата превенција, примерна, е да се заштитиме од сонцето, да не гориме на сонце. Втората е рано да го откриеме. И на тој начин сме многу понапред во борбата со меланомот. Да има што помалку смртни случаи од Дали меланомот се формира на веќе постоечка бенка или пак е нова промена на кожата? Меланомот во дури 70% од случаите, може и повеќе, се формира на претходно здрава кожа, кај што немало ништо, кај што немало бенка. Само кај 30% на веќе постоечка бенка. Меѓутоа проблемот е што кај обичниот народ секоја пигментна промена на кожата се карактеризира, се опишува како бенка. Ете тоа е. Затоа треба редовно да се прават прегледите, споминавте еднаш во годината. Еднаш, да. Сега вие имате периодов бесплатни прегледи? Да, во тек е Евромеланома кампањата, која што е паневропска кампања и кога дерматолозите организираат бесплатни скрининзи, значи тоа се превентивни прегледи за откривање на можен рак на кожа. Со тоа што оваа година, еве јас 2 дена од 10 до 18 до 16 часот беа предвидени, веќе се пополнија термините. Така да, меѓутоа има уште една хуманитарна акција за која сакам да го поканам аудиториумот, во која што ќе земе учество и Дерманова со совети како паметно под сонцето и дермоскопски прегледи, а тоа е во недела на 2 јуни на школка, повторно заедно, наменето за подигање на квалитетот на живот и инклузијата на лицата со атипичен развој. Така да повелете. Еве и ние ќе ги поканиме гледачите да бидат дел од тој настана, ние ќе го вклучиме и последниот гледач за во денешната Телма амбуланта пред самиот крај на денешното издание. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Имам прашање до докторката. Јас имам добиено херпес. Па 4 месеца е веќе още имам болева, ако може да ми даде некоја. Така, некој совет, некој препорака, што понатаму. Да ми даде некој, да. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, доктор. Овде се работи за постхерпетична неуралгија. За жал, тоа е ситуација во која што после прележан херпес, зостер, доаѓа до оштетување на нервните завршетоци во тој дел од кожата кој што бил исфрлен. Кожата заздравила, меѓутоа нервот е оштетен, особено кај повозрастните, и во овие случаи советувам, бидејќи веќе поминало долго време, да се консултира невролог кој што ќе даде соодветна терапија во смисла на купирање, намалување на болката и колку што е можно да се реновира нервот, за да таа болка која што е многу непријатна и многу го намалува квалитетот на живот, колку што е можно да се намали. Значи, прегледот би требало да се направи кај невролог? Кај невролог. А за да се превенира ваква ситуација е неопходно штом ќе забележите таква промена. Обично зостерот е многу, како да кажам, очигледен. Значи, буквално се јавува само на едната страна од телото, никогаш не ја поминува средишната линија, во форма на регионални сипаници, замислете, буквално меурчиња, баш херпес. И се болни. Видел. И болка се јавува. Некојаш болката претходи, некојаш се јавува во текот на исипот. Меѓутоа, болката е таа што е, тоест исипот ни е знак дека нешто се случува со во организмот поради вирусот кој што сме го прележале, нели, варичела во дејството. И што е поентата? Веднаш да се јавите на лекар, да се почне со терапија во рок од 72 часа од појавата на симптомите. Бидејќи само тогаш може да се купира максимално и да не останат вакви последици кои што се многу тешки за понатаму за решавање. Доктор, ке ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта, за сите дилеми што ги разјаснивте во денешната емисија, бидејќи има навистина многу митови како што може гледачите да забележат поврзани со сончањето. Ова беа само дел, ги имаш уште многу. И треба да се покрене свесноста, да се заштитиме од сонцето за да си го зачуваме здравието. Така ми беше задоволство. Само паметно под сонцето, значи сонцето е извор на живот на нашата планета, меѓутоа
треба паметно да го користиме. Значи паметно под сонцето и ова лето. Така. Ви благодарам за гостувањето и благодарам и на гледачите што не следеа и денеска со внимание. Им посакувам пријатен ден.